Dragi moji, dobro večer. Dragi moji, dobro večer. Dobro dojdovte. Janko, mnogo si neseriozan. Znaš, kako se kaj emisijava? Jadi Burek. Vaga, seriozno nešto, Jadi Burek? Kaj kažeš? Tebe treba da ti izbrka to televiziju. Točno. Tebe treba da ti zabrana da si na televiziji. Točno. Ti ne smiješ da se pojavuješ. Točno. I sada što pravime? Ne razkažem prikazната за хипербарната кома за шведянките? Не разкажем. Не разкажем. Molim te. Окей. Одиме со култура. Едно од добрите работи кои ни се случија изминатиот период, или минатата недела, или поточно во петок, е отварањето на киносалата во културниот дом Билјана Беличанец во општина Кисела Вода. Овој дом, изграден пред 5-6 децении, беше многу запоставен, запустен, оставен на забот на времето, многу недомаќени го воде. Беше голема желба на Билјана Беличанец да тоа место го оживее, да го врати киното, да направи дури некаков, како рече, диско клуб, ми се сеќавам, во нејзин помет и почит кон неја го пуштивме интервјуто од пред некоја година, преку 10 години. Да ви кажам неколку сега мои импресии. Бев на отварањето на киносалата и можам да ви покажам неколку фотографии на почеток. Нормално, кога се отвара вакво нешто, тука се има видни фаци, политичари. Ова е влезот на киното. Се обиделе да го направат онака фенси отварањето со црвен тепих, Дом на култура Билјана Беличанец, киносалата. Еве го вашиот сакан и ценети најпопуларен јутјубер Лазаров, како прв гостин и прва фотографија, после се Орце и Мицкоски и еден куп други разни познати фаци, ликови. Сечењето на лентата леле колку остарел. Гоце Тодоровски. Нека е жив и здрав уште 100 години. Убаво од твоја страна, Орце, што се сети на Гоце. Гоце заслужува почит. Знаеш, актер во негови години, цел живот кој поминува на сцена. Знаеш, кога веќе ќе дојдат позните години, празнината, пустелијата и неможноста да се сретне со публика за која живеел цел живот и мислам дека му ги разубаве деновите со тоа што го покани и да ја пресече црвената лента. Не може, мислам, со режисерот. Главниот режисер сега да не се... Продуцент, режисер, кинематограф. Најдобриот ни голман. Мојата драга колешка од Телма, симпатична, убава, насмејана. Драго ми е што ја видов после пар децени. Не е битно. Океј, имаше навистина убави ликови. Киното се отвори. Но она што јас сакам да го напоменам од тој момент е моето доживување
бидејќи, знаеш како мене да ме натераш да идам на отварање на културен дом, брат, тоа е, како да ти кажем, као да си ми рекол, слушај, дојди, ќе ти чистиме корен од петка без анестезија. Пошто такви работи, знаеш, едноставно, како да ви кажам, обично не испаѓаат добро. Све е нешто полупроизвод и така натаму. Но Орце пар пати беше овдека гостин, градоначалникот на Кисела вода, и се покажа прилично кадарен. И викам, ако ништо друго, бар да отидам да имам зашто да му ги тријам ушите. Еве го, киното се вика Киноверзум, направено така во малку ретро-американски стил, 30, 40, 50, 60, како и да е, што исклучително ми се допадна. Но ова е од мојата камера, ова е како јас си ги забележав, ова е платното, а ова е и салата. Салата не е голема, но е... Океј. Што сакам сега да кажам? Значи, влегувам во тоа, си земам карта, си купив Кока-кола и пуканки, затоа што ме натераа да се премислам, ме поканија, моја беше одлуката, дали ќе идам, дали нема да идам и така натаму. Но главниот фактор беше што требаше да го гледам филмот Дина, вториот дел. Дина, вториот дел, психопат, пореметен како мене, го има гледано сигурно 10 пати до сега, првиот и вториот дел. И се додека иде, барем минимум еднаш неделно ќе идам да го изгледам филмов, да ми направи импринт добар. Но ми беше предизвик затоа што ме фати малку депресија, бидејќи не можам да го гледам филмот на платно како што е направено. Тоа е така наречено IMAX платно. Па сега, знаете како, ја неќам да ве навредувам, ама вие сте публика која е научена филмови да гледа на мобилен телефон. Тоа е исто како да збориме за hi-fi. Јас сум купил, не знам, вакви појачала, онакви, и сега го слушам некој звук убаво стерео. Ти го пушташ телефонот на ова и векаш, па не е лоша песнава. И сега сме у иста позиција да судиме за едно уметничко дело, а нити го гледаш, нити го доживуваш како што треба. Не ми е навредата интенција да биде навреда, него фактот е поразителен. Еве ви уште посликовето да ви кажам. Некој иде у Лувр, застанува и 10 минути ја гледа Мона Лиза. И ја разбира. Ти викаш, абе шо има да идам? Сум ја видел. Не е лошо, така. И сега, суштински, фактички, практично, и ти си ја видел Мона Лиза, и јас сум ја видел Мона Лиза. И со огромна разлика. За 90% од популацијата нема разлика. Зошто? Затоа што нема култура. Зошто нема култура? Ама вика, ја немам пари. А зашо имаш пари? Па немам за ништо. Страшно е. Што ти е тогаш животот освен преживување? Ја се обидувам да го поживеам малце животот надвор од задоволување на потребите. Да мочам, да какам, да сексам, да јадам, да пијам и да спијам. Ако е тоа животот, вау, каква ви е смислата ако ви е ова животот? Мислам, не гледам смисла. Ама знаеш, децата ово она, иди, уби се. Не знам што да ти кажам. Мора да ја најдеш таа солта. Барем да бидеш, ако ништо друго, во своето мизерување, барем биди религиозен. Оти единствена сол на земјава ти е Исус Христос. Се е кажено, се е суштинизирано. Тогаш се добива значење во мизеријата на живењето. И затоа, но бидејќи сум површен
лик. Си ја почитувам религијата, но не можам да пливам длабоко. И така сум како 99,9% од религиозните. Во Македонија има цела Македонија. Ако го праша секој македонец, они се сите православни, но 99% нити се редовно на литургија, нити редовно се причестуваат, нити се исповедаат и не водат христијански живот. Постоте, чат, пат и така натаму. Али вика, јас сум христијанин. Па ја викам, сум ја видел Мона Лиза, бе. Сега, другаров мој вика, бе, бев таму 10 минути, ти не знаеш какво е тоа. Што ќе ми збори? Знам што е тоа. И што е црква, лепи вино. Сум каснал, нафорче, оно у кафана ќе седнеме, ово, она, вамо, таму. И има разлика. Па знаеш, квантно ако гледаш, огромно. Ако го гледаш онака, као колегава мој кога снима коли за продажба, нема разлика, исто е, шо. И затоа ми беше предизвик филмот да го гледам на најголемото можно платно. Затоа што филмот кога се прикажува у кино, имате еден сегмент. И тој сегмент чат или пат може да се види на поголем телевизор дома, барем оној основниот, базичниот. Но постои така наречена IMAX резолуција и IMAX проекции на големо платно, каде што платното е неколку пати поголемо од обичното платно. Еве, например, најголемо платно ви е во Cineplex. Не сте биле во Cineplex, не ви во Millennium. Иако не е тоа најголемото, ама, нели, за жал нашиот народ од култура толку знае. И му е големо. И се замислете го тоа 3-4 пати нагоре и уште пошироко да биде. Вау, па истата сте. Тоа е проблемот што не е истата слика. Што кога е сниман филмот, он е прилагоден затоа што знае дека, да речеме, 80% од киносалите во светот се на тој формат, да речеме 16:9. Но IMAX-от е многу, многу, многу повеќе. Во 8K резолуција, многу поширока слика, многу повисока слика, а веќе идат и една нова X Cinema, но да не заглавуваме. И велам, окей, го гледав ја, првото гледање беше во најголемата сала во Cineplex, затоа што Cineplex во Македонија има најдобри проекции, најдобри платна, извореден Dolby Surround систем. И сега влегувам ја во салата, Кока-кола и пуканки, 2,5 сата филм е тоа. И предизвик да видам, ајде, еве, дали филмот ќе можам да го доживеам онака како во кино, да го доживеам на некој помало платно. Влегувам, столиците, како што видовте, црвени, исто како во Cineplex, бидејќи се нови малку потврди, не е тоа она декадентно меки и удобни како дома, но како што треба и долеко е, бидејќи одгледав не мрдав 2,5 часа, сосема окей седиштата, не се како во Cineplex, нема заставање работи. Знаеш, ако веќе продаваш Кока-кола, пијачки, нели, сокчиња, ово, она, не е лошо да имаат, но добро и волку што направиле. Седиштата се класика, оние на преклопување, има добар простор помеѓу, пазете, зборам за киното, културниот дом Милјана Беличанец. Она што го забележав е платното. Еве го платното, може да го видите на снимката. Кај иде, шо прави бе? Кој ќе ме остави вака? Монтира? Кој знае шо прави? Тезга. Коли оние што ги сликава се шал. Како што гледате, платното е широко, то да 70 мм техника, да речеме, трескам глупости, и имате сцена. Сцената не е во најдобра состојба, но е сосема окей, што покажува дека киноверзумот, киното ќе биде не само
кино, туку ќе биде место простор за сала, за рецитали, за театарски представи и така натаму. Мултифункционално. Оно како што и културните домови тоа го прават и секогаш најслабо нешто е киното. Бидејќи кината се проектираа со ламба на филм. Тоа е, како да ти кажам сега, како да сега ви ги пуштам, сакате документарец за Скопје, црно-бел во резолуција 240 и тоа е, знаеш, онака, као со вама филм, кога гледаш, па нов сакаш да го видиш све. Сликата беше кристално јасна. Кога гледаш оние класични проектори, филмски проектори на филмска лента, или кога гледаш на овие што се проектори со LED лампи или со лампи, сега посовремениве, помаливе, тие знаат да дисторзираат малку уаголот. Бидејќи се рачуна дека човечкото око перцепира, нели, она е средината каде што е дешаванката. Но, знаете како, замислете вашиот телевизор, купувате 2 метри, телевизор, метро и нешто, овој дел е окей, другото е, па што е битно? Не, битно е, нели? Тоа го знаете затоа што сега имаме ефтини големи телевизори. Како е битно, нели? Колку поголем, колку повеќе да дофати, толку е поголемо доживувањето, едноставно перцепцијата. Како и музика, кога слушаш со поквалитетни звучници, одма е подруго. Или како да ти дадат семпл за некоја храна, пробуваш храна, фино е ова, ама толку. Или да ти дадат цела порција, да се најадеш како човек и да речеш, вау! Значи, ви ги се обидувам сите аналогии. Или, например, гледаш слика некоја, ама вака подзамижан, знаеш, настанат од спиење, залепени горилките, па добро е ова, едва и гледаш од трепките нешто. Не сакаш око корени очи. Значи, сликата е перфектна, беше и ми изненади, убаво избалансирано фокусот. Бидејќи најбитно е во целава приказна фокусот. И фокусот обично е во средина перфектен и како иде знае да дисторзира, бидејќи таква е геометријата. Ако малце знаете физика, ќе ви е јасно дека таа мора да се случи. Но она што видов и што разбрав и се распрашав уште пред да почне, бидејќи и ја видов сликата дека добро делува, е дека користат лазерски проектор. Лазерски проектор е можеби најдобрата работа што се појавила во последно време. Проектор дома, нели, може да ти проектира и 3 метра слика на зид, но мора да си во темница. А има светло, не може да го надмине, многу е зезнато. Но проектор, сега не ме терајте да идам во проектори, да останеме за убавината на кино универзум, за киното во кисела вода, а ќе ви кажам зошто олку му давам помпа, е што кога ќе го поставиш, например, ја гледате позади сега, бидејќи немам интернет, нема ништо на мојот телевизор. Можам да ставам овде едно апаратче како, да речеме, Blu-ray плеерот овде кај мој. И да го ставам овде под маса и да проектира на телевизорот мој. И сега, вам ви е тоа окей, но луѓево што се занимаваат со тоа знаат, ама чекај, како од агол, треба право да иде, да падне право, ако не, геометријата на сликата се изобличува во ромбоид, па едното станува потесно, горе пошироко, па станува гротеска сликата. Проблемот е што кога имаш проектор дома, мора да го наместиш, па многу да го цинцулираш, да го наместиш колку толку, за да имаш што е можно подобра слика, да биде позади твојата глава или ти сакаш од центар да гледаш. Па мораш да се поместиш за проекторот да може директно под 90 степени да ги фрла зраците. Лазерот не мора. Лазерот чита каде се наоѓа платното и на колку метри. Чита под кој агол е платното, бидејќи ти му даваш само еден основен параметар, да речеме како кога отвораш на камерата зумот, и му даваш оваа рамка сакам. И го ставаш од косо, го ставаш од доле, го ставаш од безвезна позиција.
он, процесорот негов, кој со алгоритамот, кој денеска се вика, нели, вештачка интелигенција, се све вика, ја прави сликата изворедно прецизна, без оглед што не е поставена правилно по 90 степени. И тоа можеш, например, имаш зид дома, нели, пред зидот ставаме на комодата, ставаме телевизор. И сега не ти треба телевизор, го ставаш проекторот, зидот сум јас и он вака ја проектира сликата, ама сликата е перфектно права. Тоа е, толку сум фасциниран, не е ни нешто прескапо, $2000 кошта. Кој ќе се запрепасти, но толку кошта еден поквалитетен телевизор. Збориме LG, Samsung и така натаму. Плюс тоа ласерот е многу моќен и дава слика, па дури и малце да е, нели, посветло преку ден, ама, нели, кога гледаш вести, па и не мора да имаш. Најбитно е кога гледаш филм, драма, документарец, нешто убаво и сакаш убава слика. Значи, тоа го има во кисела вода, ласерски проектор, извореден, што значи дека филмовите, како и во Cineplex, ќе си стигаат на хард диск, ќе си стигаат преку V трансфер, 10, 20 гига, 30 гига, колку е еден филм. Видиш, не сум прашал колку гига е еден филм во висока резолуција. Мислам дека е 4K и го гледав филмот Дюн. Зошто отидов да го гледам филмот Дюн? Прво, од почит спрема Орце, уште поголема почит спрема покојната Билјана Беличанец, и чиј интервју го пуштивме во петокот, што го направив одамна, пред низиното заминување. И предизвикот, дали филмот на помало платно, у понеудобна сала, значи да не бидам сноб, бидејќи јас сум тој кој ја у кино кога идам купувам 2 карти. Ако дојде сопругата, окей, ама ја ако идам сам пак купувам 2 карти. Седиштето до мене е да биде слободно. Зошто? Да можам да се осеќам комотно и така. Не дека ми сметаат луѓето, него едноставно разгаленост некоја. Бидејќи ја за друго и не давам пари. Ја кога идам у кино, тоа е мојот провод, тоа е моето диско, тоа е мојата кафана, тоа е моето јадење, пиење, мозокот од душата да е наран. Уживав 2,5 сати во филмот, удобно ми беше, има убав простор помеѓу предното седиште и најубаво од се, што ретко тоа се наоѓаше кај нас, седиштата се многу високо едно позади друго. Значи, самите седишта, гледајте колку се високо. Не може 2 метраж да седи пред мене, не може да ми засмета. Значи, гледате колку се ниско седиштата спрема позади. Значи, потполно уживање. И браво, убаво средено, стокмено. Она што уште повеќе, не знам зошто ја не го сликав тоа, е што во салата кога влегов, забележав среднотонци со хорни, JBL, поставени низ киното. Колку што испеав да избројам, прашав, викам, ова е све од озвучување или има сабвуфер? Има 2 сабвуфера кои се наоѓаат позади или еден, не е битно. Сватив дека е 7.1 surround, пак е тоа во рамките на Dolby, што гарантираше дека ќе биде добар звукот. Морам да им признаам на дечките од организацијата, мислам дека е тоа Славјански универзитет и така натаму. Не знам, нити некој ме контактирал, нити сум појма немам ја комуникација со нив, за жал. Не ни знаев дека се занимаваат со такво нешто, дури се ја дознав. Во некоја соработка со општина Кисела вода, што е добро да не биде киното оставено на администрација. Милениум затоа пропадна, од тие администрација. Град Скопје, не зборам за сега, зборам за години наназад. Значи, Милениум ќе процветаше, оне под дом на млади, Милениум ќе процветаше да го дадеа на приватно. Приватно-јавно партнерство. Дајме го на приватњак, он ќе се потруди да направи вака и така, ама ние сакаме социјала, ние све да биде
Братче, ако може да пиеш, ќе појачај ме. Нема пиешче, бе, брат. Ова е once in a lifetime. Не идеш секој ден у кино. Не идеш ни секоја недела у кино. Ама кога ќе отидеш, не прешуј колку кошта. У театар, на филм, тоа е доживување која останува за цел живот. Кафана не останува за цел живот. Кафана е доследното идење на WC шолја и пријатно, после мораш пак наново. Филмот останува нешто друго. Плюс тоа, денеска со торет, си го изгледал у кино и сега шо правиш? Симни го после. Укради го од торент и гледај го. Ама ќе ти се навраќаат повеќе сликите и доживувањата дека првото гледање си го гледал на огромно платно, не си го гледал на нешто. 2,5 сата го изгледа филмот. Звукот перфектен. Се потрудиле така убав баланс да направат на басови, средни и високи. Обично тоа е многу тешко, вам не ви значи, ама мене ми е севкупна удобност на перцепцијата. Значи, филм сакам да го перцепирам и неќам ништо да ми смета. А бидејќи сум човек од медиуми и човек кој познава што е висока верност во звук и му значи квалитетен звук, ја не можам, например, ако е дебалансирано, ја колку пати сум ги замолувал во кино Синеплекс, например, предходната, они имаат па една друга добра работа, најголемите сали. Ако е преполна салата, параметрите се подигаат, затоа што има многу дампирање, впивање на звукот и не допира убаво ефектот. Но ако следната проекција е со помалку луѓе, а ја обично идам кај што има помалку луѓе, за да не знам, вајде сум социопат, абнормален. Звукот знае да остане како од претходната и тогаш е дебалансиран. Средните, хорните знаат да имаат оној креш саунд што мене ми смета. Ја имам слушалки кои ги носам и ретко слушам музика, само да ми филтрира воздух на непотребни звуци. Деки тоа се занимавам, визуелно, аудио, тоа ми е. И нон-стоп сум на ова изложен, затоа сум со црни наочари. Чим сам и по дома сум со темни наочари. Киното е прекрасно, во онама не почувствував дека нешто ми недостасува. Многу ми сметаше висината на сцената, но разбирливо е дека тука ќе има приредби. Но самата слика толку беше јасна, толку беше бистра, толку беше сјајна, бидејќи не е само да е оштра сликата, треба да има убава рефлексија. Знаете како? Како мојве камермани кога местат. Чекај, Јанко, ајбе, шо е битно? Не, битно е. Има зошто се изоштрува, се прави white balance, се прави ова, се прави она, за да изгледа така. Шо изгледа? Најнормално. Не е најнормално. За ова стои секојдневно наштелување, за да има колку толку. Колку повисока продукција, толку подобро визуелно и така натаму. Ова е максимумот што ја можам да ви го пружам. Зошто олку јадам бурек за едно кино обновено? Затоа што оваа земја, овој народ пати од тоа што нема култура. Нема култура во чекање ред да купи геврек, нема култура во идење во амбуланта, нема култура во вадење документи. Во ништо немаме култура. Се пцуеме меѓу себе, немаме меѓу комшиите култура. Немаме култура во сообраќајот. Политичката култура се краде, се лаже. Мислам дека промената доаѓа ако човек сади во себе. Мислам дека човек што иде во кино, од кино не искача по-безобразен, по-дрзок, по-вулгарен. А поготово, ако изгледа нешто што ќе... Ја не го разбрав филмов, ама вау. Имаше... Најмногу ги сакам такви луѓе. Тоа се чисти умови, неискомплексирани, кој не се труди како мене, фанатик кој има 100 пати прочитано книгата, па ова, па сите детали ги знам, па знам сите значења, но понекогаш не мораш да го разбереш филмот. Препушти му се. Ама ја не ја разбирам операта. Не го разбирам фон Карајан кога исполнува 9-та симфонија. Абе, не се труди да разбере. Препушти се. Нека те плива. Не го разбираш океанот. Легни, нека те носат брановите. Уживај во тоа што доаѓа. И такви луѓе ги обожавам. Такви можат да ми дадат најдобри
коментари за некои сегменти кои ги пропуштам, а некои работи кои ми се многу битни. Сакам сите детали, што е можно повеќе да ги проучам. Уживам у тоа. Уживам како мало дете. Едноставно. Ова што се надевам е дека примерот на Орце ќе го следат и други. Вакви културни домови, запустени, запоставени, тапа направени, има милион. И сите викаат, зашто? Публика не иде. И стварно, точно е. Публика попрво ќе седи дома, него да дае 200, 300, 500, 600 денари карта. Ќе го гледам ја на мобилен, изгледај 10 на мобилен. Или на твоето телевизорче. Еден филм треба да го изгледаш. Почувствувај го кој е тој филм. Ја обично не сакам да идам да гледам драми што исто ќе делуваат на мал екран, на мобилен, бидејќи тука е битна приказната. Но ако филмот носи музика, ако носи слика, што е можно поголемо, толку подобро е доживувањето. Кисела вода добивте кино кое нема да го кажам светска класа, но е класа каде што било кој филм да го изгледате е вистинско задоволство. На техниката која е таму поставена, никогаш подобра. Бидејќи техниката е клуч како ќе делува тоа. Убаво реновирано, шанкот, пуканки, WC-ата, све и така натаму и така натаму. Киното е така, знаете, кај се наоѓа во Кисела вода, културниот дом, секогаш има простори тука за паркирање. Нема голем трговски центар, но има неколку интересни кафичи, што е најбитно. После кино да седнеш кафе, да се напиеш, да направиш муавет за филмот. Нема подобра работа. Нема подобра работа да седнеш после филмот по едно пиво и како беше, па ова, па она и така натаму. Ова ако го запустите, ова не е само до Орце, ова не е до Кисела вода. Домот ќе го имате ако идете и го посетувате. Ама немам време, немам пари. Тогаш што ќе ви е домот? Зошто аплодиравте? Зошто стискавте лајк ако не се појавите таму? Зошто сте лицемери? Јас стискам лајкот и се радувам. Оти може би некој филм кој нема да го донесе и да биде прикажан во некој кино, ќе биде прикажан тука. Може би син ми утре ќе сними филм, нема да биде прикажан во Cineplex, ќе биде прикажан во Кисела вода. Може би... зошто е добро да има што е можно повеќе кина? Доживување. Не се иде у кино за секој филм. Тоа се согласувам. Но има филмови што треба да се видат. Дина 2. Прво да го гледате Дина Кецот, па двојката, е стварно визуелно и аудио доживување. Да не налагам сега зошто и како. Кога би имало вакви уште 10, во 10 најголеми наши градови, со ваков квалитет, да се иде редовно, да биде настан. Оти не секогаш е во кафичот, цигарите, ово, она. То може и пред кино, може и после кино. Но со кино ќе биде уште поинтересен и повозбудлив денот. Ќе биде поисполнет. Ќе има муабет. Брат, тапа е филмот. Не бе како е тапа, бе вака, беше онака, беше Брусли, карате. Не се гледа секој филм. Не ги сакам тие драмине, ова, она, вам, таму, ексио филмови. Тие се изворедни на телевизија и така натаму, но она што е визуелно. Холивуд, колку и да го мразите, прави визуелни филмови и прекрасно е. И колку повеќе вакви кина, колку повеќе барања, дистрибутерите се помотивирани да носат побрзо и поквалитетни филмови. Оти сега дистрибутерите се ограничени само на Cineplex. Значи, заработувачката ќе им биде нив платено, го донел филмот, бидејќи Cineplex не ги носи сите филмови. Постојат дистрибутер кој го носи. Cineplex е маркетот, сега да ути комерц кој е да го донесе филмот. Но ако он го продаде и во Cineplex, и во Кисела вода, и во Битола, и во Охрид, и во Штип, и во Струмица, и секаде, Тетово, Гостивар, Куманово, тогаш и он ќе заработува повеќе пари.
Кога ќе види дека има повеќе пари, он ќе се труди уште повеќе филмови, бидејќи не ги гледаме сите филмови. Не ни доаѓа се што е битно и значајно. И што се случува? Ќе почне се повеќе да се создава публика која иде у кино. Како што има публика која е константна и постојана за опера и балет, за театар. Тоа е, тие луѓе уживаат што идат. Знаеш колку поисполнет живот имаат од нас смртниците. Смртници сме само затоа што не идеме. Сосема е друга приказната кога идеш. Па ќе те натера дома да изгледаш и некоја серија, да излезеш малце од лупот на кафаната и ракијата, затоа што има и други убави работи кои опуштаат да се осетиш онака како да си мавнал 2-3 раки. Ете така јас се осеќам. Например, после Дина, гледањето, се осетив, вау, како да сум испил 2 пива. Така се почувствува. Ми си идеш у вецето, ти стискав 2,5 сата, ама олабавувањето како со пив. Значењето на обновата на културниот дом, киносалата и незино техничко опремување на вакво ниво е многу, многу поважно од што секој мисли. Единствено што ми беше, но знаете како критика, што повеќето од публиката што ја гледате, дојде да се слика, за да биде сликана, да се види со некој политичар, да се покаже дека е, а седеа надвор и не го догледаа филмот. Ја не би им дал никаква јавна функција утре. Значи, ја да сум премиер и председател на држава и крал, си го гледал Дина 2? Не. Пријатно, приватно ќе работиш. Ти, државна институција, не смееш да стапнеш да бидеш финансиер. Јас сум ѓубре од човек, не за друго. Океј. Тирада од 40 минути посветена на кино. И ја апсолутно секој ден до самоуништување тоа би го правил, дури и да нема ефект, би зборил затоа што е поисполнително. Запомнете, немаме култура во маркет кога чекаме ред, кога купуваме, кога се разминуваме со луѓе, кога во влез кога се разминуваме, кога плаќаме сметки, кога ни наплаќаат сметки, во школа, со деца, со родители, со учители, на работа, немаме култура. Замислете да имаме култура, се повисока. Тогаш ќе почне да се менува. Бидејќи културен човек не може да краде, културен човек не може да лаже, или многу помалку лаже. Колку покултурен човек, толку помалку лага, толку помалку крадење, толку помалку девијации, толку помалку криминал. Едноставно, културата те прочистува како човек од зло. Не како религијата. Религијата е единствена која не учи на љубов. Културата не те учи на љубов, но говори за љубов. Има голем сегмент. И она е аспект на љубовта. Што ќе правиме сега денеска? Ќе ги отвараме телефоните? Секако дека не. Секако дека не. Тогаш со што ќе одиме? Ќе одиме со научна култура? Ао, немој, Јанко, што ти требаше тоа? Немаме култура. Човек, ние го напуштивме договорното општество, каде што партијата во име на нас ни мислеше што треба, како треба, колку плата да имаме, колку плата ти ќе имаш, колку тој плата ќе има, колку како, што ќе се работи, што ќе се заработува, а не она што пазарот го бара. А пазарот вам не ви се допаѓа, бидејќи капиталистот он за себе нам не ни дава. За жал, тоа кај нас не е така. Но затоа бегате на запад, затоа лиги ви течат кога ќе отидете во Германија, во Франција, во Англија, во Канада, Соединетите држави, во Австралија, Нов Зеланд. Кога ќе спомнете Кина, Кина е чиста најтруло капиталистичка земја, ако е комунистичка партија, еднопартиски систем, ама пазарно општество тоталка е. Русија исто. Они политиката имаат едноумие,
ама не и во економијата. Затоа што сватија дека слободниот пазар е многу поважен и многу подобар за целото општество. Дека оставиш ти некој администрација што за плата се бутнал преку партија вамо или таму, тој нема да даде перформанси. Но приватно, и тоа како? И сега, проблемот е што ние дури и не знаеме како функционира тој така наречен пазар, слободен пазар. Ние немаме базични сознанија. Па, знаеш како? Еве најдобро, кој викаш, најдобро е да му објасниш на човек е како на мало дете. А на мало дете најдобро се објаснува со цртан филм. Ова е еден од воспитните цртани филмови за тоа како се спремаат луѓето на Запад да станат успешни, богати, да просперираат во животот. Кој повеќе, кој помалку. Секој да има својата шанса. Но на што се базира тоа? Ние не знаеме. Ние уште мислиме дека е битно мојата партија да дојде на власт за да имам работа, за да имам бизнис. Тоа не е пазарно општество. Тоа е истото комунистичко општество, само раководено сега од две партии. Левица и десница. Па не треба така да биде. И затоа ги мразиме луѓе како Орце Камчев, како ово или оној, кои сами со приватно, не со државни пари, со својата способност успеале да се збогатат, да направат нешто во животот. Сосема им е заслужено. За разлика од овие, а вие уште ги славите ликови како, не знам, Светојра, Трифон Костовски, кои ништо свое не вложиле. Они грабнале државно. Тоа што мајките и татковците наши го изградиле, си го добиле. И после лесно, јас сум стопанственик. Океј. Еве го цртаниот филм. Еве го цртаниот филм во некои 10 минути како работи пазарот, или така наречено сток маркет. Почнува со буриња за нафта. На моменти Google Translation знаем да исчеши, ама зборува англиски, да мислам баба од 120 години што не знае англиски, ќе го разбере. Така е добро, успешно направи. In that case, it might be a good idea to get a little information with a fellow who owns and operates a company that makes and sells oil drums. Each year, customers buy more and more from our because he makes a better oil drum than his competitors. One day, customers demand more oil drums than the owner can produce. He figures it will take about $3 million to do the job. So he decides to form a corporation to sell shares in his business to raise the capital he needs. First, the owner goes to the state government to get a corporation charter and permit sell shares in this business. Next, our friend goes to an investment banker and shows him the record of the oil drum manufacturing company's past performance and plans for expansion. The investment banker decides to help our friend sell shares in the corporation to raise the $3 million. However, before any shares in the corporation can be sold, certain information must be filed with the Securities and Exchange Commission in Washington. The investment banker and the owner must swear that the information they file contains nothing but the truth. Registration with the SEC does not imply that the government approves the stock issue as a good investment, but only assures the public the material statements about the stock issue are false. Punishment will be according to the law. After SEC registration is effective, the investment banker pays the owner $3 million in exchange for a certain number of shares in the Oil Drum Manufacturing Corporation. The investment banker sells shares of the common stock to people at a price of $3 million investment and shows a profit for his services in selling the stock. Money received from the sale of shares in the business builds a new and better plant, which produces more and better oil drums.
The people who bought common stock own proportionate shares in the corporation, tools, equipment, and all of its assets. Common stockholders elect the directors of the corporation. Directors represent the stock and are responsible for the way the business is run. Directors determine the amount of dividends, if any, to be paid out of earnings to the stockholders. Naturally, when stockholders invest in a business, they hope to receive dividends to help pay for necessities of life. Within a few short years, an increasing demand for the company's product poses a friend. How can he fill all the orders? He will have to build more plants and buy more tools to increase production of oil drums. It will take about $20 million to do the job. One way to get this additional capital is to sell more stock to many more people. So the Oil Drum Manufacturing Corporation votes to send its president to the New York Stock Exchange to see if their common stock can qualify for listing. The corporation wants to list its securities on the exchange so that the additional stock they need to sell will be more attractive to investors all over the nation. Securities listed on the New York Stock Exchange can be sold for cash any time in this national marketplace. Each year, inquire about listing their securities, but only those which can pass a thorough examination as to their financial health are accepted. Calling the president of the Oil Drum Manufacturing Corporation. Calling the president of the Oil Drum Manufacturing Corporation. Report to Examination Room B. Attention all members of the Stock List Department. Report to Examination Room B. The Stock List Department examines the qualifications of corporations to be listed on the New York Stock Exchange. The corporation must have substantial assets, plants, tools, equipment, and cash. There must be a broad distribution of its shares among a large number of stockholders. The corporation must show successful management and sales records and annual net earnings at the time of listing of at least $1 million. The proposed stock issue must meet federal, state, and New York Stock Exchange regulations. The corporation must agree to report to its stockholders at frequent intervals. If the examination by the Stock List Department indicates the corporation meets minimum requirements of the exchange at the time of the examination, the corporation's application for listing is recommended. The Board of Governors of the New York Stock Exchange finally approves the application and sees that it is made public. Extra, extra, read all about it. Now that the Oil Drum Manufacturing Corporation stock is listed, its name is abbreviated for use on the ticker tape. Each time ODM stock or any other stock listed on the exchange is bought or sold, the ticker tape flashes all over the nation the price and number of shares traded. A buyer in Colorado wants to purchase some ODM stock. The buyer's broker in Colorado sees that the last ODM transaction was at $10 a share. The buyer could buy from 1 to 99 shares, which would be known as an odd lot. But a Colorado friend decides to invest in 100 shares, known as a round lot. The Colorado broker wires the order to his New York office. The buy order is telephoned to the floor of the New York Stock Exchange. It is given to the firm's floor partner, who becomes the representative of the buyer in Colorado. The floor partner goes to the post where ODM stock is traded. The representative of the buyer in Colorado bids $10 a share for 100 shares. But at the moment, there is no stock offered for sale at this price. In the meantime, however, in Maine, an ODM stockholder who needs cash decides to sell his 100 shares if he gets $10 a share. The Maine broker wires the sell order to his firm's representative on the floor of the New York Stock Exchange. This firm's floor partner, representing the seller in Maine, offers to sell 100 shares of ODM stock at $10 a share.
The price of $10 a share is mutually acceptable and the transaction is made. Like the cowboy in Colorado and the fisherman in Maine, investors all over the country use the facilities of brokers who are members of the New York Stock Exchange whenever they want to buy or sell stock of companies listed on this national market. Yesterday's savings financed the miraculous growth of our railroads, automobiles, airplanes, farm machinery, communications, electric light and power, textiles, and countless other industries contributing to a more enjoyable life. If a part of our savings continue to flow into industry, American labor, management, and capital can continue to build new tools and plants. Industrial expansion creates jobs for hundreds of thousands of young people who must find employment each year. A growing capacity to produce things which make life better in peacetime can be our greatest protection in time of war. When danger threatens, we can convert industry to produce the things we need to defend ourselves. Common stock investments have helped to make our country prosperous and powerful. Owning a share in American industry is like owning a share in the future of our nation. But remember, John Q., there is a risk as well as advantage in owning any kind of property. So get the facts before you put your money. Daleko sme ni od ta. Знаете защо? Овде сме далеко. Чекаме друг, неќеме ние. Неќеме ризик, неќеме да вложиме. Но тие што ризикуваат, вложуваат или бегаат од државата, или стануваат успешни. Некои па... Но мислам дека стравот од неуспехот е ужасен, ужасен. Како ќе преживеам? Све се преживува. Со малку вера. Океј. Драги мои пријатели и пријателки, знаете што, се мислам, имам пар работи што да ви пуштам, да изгледаме, но ајде ќе оставиме за друг пат. Ај малку да ве, може ли да ве насмеам малку? Universal Studios има damn it. И што? Океј. Еве ви малку дневна политика. Црната листа на Соединетите Американски држави се проширува. Кој е се на црната листа? Режија, дајме. Едно прашање. Зошто црна листа
ни дава Америка? Зошто немам црна листа од Русија? Зошто немам црна листа од Кина? Зошто немам црна листа од Бразил? Зошто не можам да ги видам видните лидери на партијата која е на власт, а за кои знаеме, сме живи сведоци за нивната корупција и нивната корумпираност и скандалите кои ги прават, кои чинеа животи, ги нема. Добро, Катица Јанева ја ставиле сега. Боки не е ставен. Стефче Јакимовски е ставен. Тие се двајцата најнови. Орце Камчев. Орце Камчев е ставен само заради една работа. Како да му ја земат болницата. Ете тоа е. За жал, ќе видиме дека ова не е со најдобри намери, но знаете како? Корумпираност, погрешни информации има и во институции како што се State Department. И ова не е целолесна листа, ова е делумна листа. Се сеќавате пред 20 години Љупчо Георгиевски, Бранко Црвенковски, самите вие кај мене у емисија се јавувавте и кажувавте кој колку пари има земено и заработено. И за тоа нема ништо, ама се подпишале на Охридски рамкове. И затоа нема за нив ништо. Како е нормално. Дали е преспански, дали е нешто што е во агендата. Кога работиш за нечија агенда, тогаш, види, коруптивноста, скандалите и криминалот се оправдани. Орце Камчев, по мене, е еден од најспособните бизнисмени во Македонија. Тој кога беше во затвор, плата незадоцни, ги качуваше редовно платите на вработените и сите долгови кон сите комитенти и банки беа покриени. Он е ставен таму само заради барање за освета и за присвојување некој си капитал. Времето ќе покаже, тоа е моje мислење, па дури и да е погрешно, имам право да знам. Сите тие приказни за татко му, дека татко му ја уништил Македонија спорт, јас живеев до Македонија спорт. Татко ми беше видна личност во тоа време. Илија Камчев доаѓаше и кај нас дома. Никогаш него. Он сакаше да го земе. Но одлучија, Комунистичката партија одлучи на Окитекс да му ја даде. Или Макотекс, како се вика сега фабриката. И Македонија спорт пропадна за да ја земе друг. Но, вие, како наивни овци, паднавте на пропагандата дека тоа го направиле они. Они ја упропастиле Македонија спорт. Македонија спорт беше намерно разграбена, уништена, за да се даде на други. Знаете што? Да беше дадена на Илија Камчев, Македонија спорт ке беше она што е Спорт Вижен. Низ цел Балкан ке имаше своји продавници. Ете тоа ке беше. Ама, знаеш како? Ме прашува, колегата ме праша, вика, ќе ти дојде овој гостин? Не, не сака. А овој председателски кандидат, не, викам, не сака. Па зошто, вика, не сакаат овие да доаѓаат кај тебе? Затоа што сум гомнојадец. Затоа што имам став. Затоа што ја, за разлика од другите мои колеги новинари, не сум да ми требаат гости за да изразам мислење, став и анализа во врска со одредени прашања. Ја сам си ги кажувам. Некогаш грешам, некогаш треснувам, на 99% испаднало дека сум во право. Ја тоа си го знам. Од тоа не сум ни заработил ништо. Но, робот, не робот како вештачка машина, оној што е роб, со пранги, оној што е во робство. Дали знаете кого најмногу мрази?
не тој што го ставил во робство и што го владее, туку кога ќе го види слободниот човек, него го мрази. Уште тој ако направи нешто, љубомората е кај него, не е за крвникот. Епа, знаете што, ја нити сум паметен, нити сум убав, нити сум способен. Ама си кажувам свој став. Ја можам да терам со месеци и со години емисија, ни еден гостин да нема. Затоа што можам за таа тема нешто да зборам. Но од длабока почит кон многу луѓе сакам да имаат гости. Другиве, и затоа се некои други популарни. Оти они не искачаат со свој едиторијал, колумна или да зборат 2 сата, да зборат секоја вечер за некакви теми. И тоа да има некаква кохезија и поврзаност. Не мора да викне гостин, мора, а он е многу добар новинар. Зашто е добар новинар? Па види кој све дошол кај него. Што паметно ка, а му го спушти, му постави под прашање такво. Тоа е. Мене тоа ми личи на джойстик, флиперче. Чингери, а ти вака кажа, а ти онака кажа. Што? Судски просекјутер, за да ви се наполна, леле како му го спопика, видиш убаво му направи. Промени нешто? Не. Ама вие чувството, Ме интересираат оние луѓе кои имаат став. Сам, соло. Маргиналец, ништо. Учени сме да ни диктираат од центар. Порано беше комунистичка партија, сега е центарот левица, СДСМ, ДУИ, ВМРО, ова, онаа партија. И истото се понашаме како бившиот систем, чекаме што ќе ни каже лидерот на партијата, тогаш комунистичка, сега од некоја. А да, сега сме у демократија, не сме. Пак исто се понашаме. И ќе ви кажам, партиите, политичарите се супер спрема тоа какви сме ние. Еве сега ќе дојде ВМРО на власт и ќе треба толку многу апсења да има, толку многу чистења, шталите кои се усмрдеа. Ова е невидено. Ова е атомска бомба беше фрлена, една бавна, декадентна атомска бомба врз Македонија, која полека трулееше, не беше данг-банг, која ни умираа луѓе, на очи не крадеа, не осиромашуваа, ама ние сме жаба. Полека не варати, не бегаме, не правиме, нема реакција. Народов, ако не излезе да ги прегази, да не знаат кај ме гзот, кај ме главата, не заради ВМРО или заради СДСМ, заради себе, да не се повтори. Казната ќе биде да не се... А нема да се повтори, затоа што ако СДСМ падне, ќе има големи промени во нивното раководство. И наместо овие неспособни, кои годиниве го правеа ова што го правеа, со кое сте незадоволни, ќе дојдат многу поспособни луѓе. Еве ќе ви кажам дека најдобриот економист во Македонија никогаш не дојде до израз во таа партија. Тој човек е доктор по економски науки. Тој човек е професор на економски факултет. Скромен, мирен, доблесен. Он е член на раководството на Централната ЦК на СДСМ, не знам како се вика. Но никогаш не дојде на видна функција. Таков човек, кој толку добро ја познава, ја разбира економијата, или она цртано на филмче што ви го покажав, кој толку е принципиелен да едноставно затоа не е, затоа што не може он да биде на власта да се случуваат такви криминали. Капа доле за тебе, наследник на големиот Узунов, докторот по економски науки, член на МАНУ беше. Зборам за Ванчо Узунов. Врсник ми е, го познавам лично и е еден од
najsposobnite ekonomisti, ne, ќе кажам, najsposobниот економиста во свет. Да сум од било која партија, на колена ќе идам да го молам да ми раководи. Оти он не знае да работи партиски, он знае да работи научно, како, што треба. И такви луѓе ни се маргинализирани, а ни доаѓаат луѓе кои се способни, нели, да ги прават оние работи, се ова што го гледаме годиневе. Знаете што ќе биде најголемата борба после и гнев кај народот? После победата на ВМРО, која очигледно биде убедлива, дека ќе биде гази. Не ме вработија мене. Претходно ВМРО тоа се обидуваше да ги натера луѓето. Работете, терајте свој... Тоа е иднината, не во администрација. Мора да сме му мили на Бога што толку страдаме и со вакви тешки искушенија што се носиме секојдневни, кои па се многу полесни од што некои други земји што ги имаат, кои се во војна, кои се во борба за екзистенција, но не смееме да го дозволиме ова да ни продолжи. Никогаш повеќе. Затоа треба да дојде до голема промена на власта. Ова е мизерија невидена. Вакво дно оваа земја нема видено. Ми се чини ни дека кога било во Отоманска империја имало, на колкога ги наденували, имало повеќе правда од што ова денеска. Тоа беше се од мене за вечерва. Auf Wiedersehen. Како Райк Бек